По ноемвриското намалување на синдикалната минимална кошница во декември повторно зголемување на износот што е потребен да преживее 4-члено семејство во Македонија. Кошницата за овој месец е 65.492 денари и е за 319 денари повисока во споредба со минатиот месец. Според пресметките на Сојузот на синдикати на Македонија, најмногу едно семејство одвојува за да се прехрани, и тоа 23.648 денари, што е многу блиску до износот на минималната плата во државава, која од април 2025 изнесува 24.400 денари. Храната представува 36,1% од сите потребни издатоци за да се обезбеди минимум живот на едно семејство. Од ССМ вела дека ова ја покажува потребата од зголемување на минималецот, но дека владата не ни размислува да разговара за ова, што може да се види и од дневниот ред на најавениот состанок за понеделник на Економско-социјалниот совет, кога ќе се разговара за оперативниот план за 2026 за унапредување на политиките и мерките за постигнување баланс помеѓу работата и приватниот живот преку родово одговорни семејни политики, како и точката разно. Од синдикатот вела дека под разно ќе отворат темата за минималната плата. Но тоа што нас не загрижува е тоа што на седницата нема ставено ниту точка за некаква нова вредност на некоја нова владина кошничка, ниту пак точка на дневен ред има ставено за дискусија за платите на работниците, и тоа мислам дека дополнително демотивира и обесхрабрува, и мислам дека тоа е лоша честитка кон работниците од страна на владата. Трендафило вели дека во понеделник аргументирано ќе докажат дека минималната плата треба да биде од 600 до 700 евра, а не како сега нешто под 400 евра. Вели дека имаат сериозни анализи кои што ќе ги разобличале ставовите на владата и на работодавачите дека немало простор за зголемување на минималецот. Тоа што дополнително нас не загрижува е тоа што ниските плати во Македонија, минималната плата која е најниска и во регионот и во Европа и просечната плата која е најниска и во регионот и во Европа дополнително ствараат притисок на животниот стандард на македонските работници, па кога имате високи цени, а ниски плати, тоа значи дека се зголемува и прагот на сиромаштијата. Инаку заменик министерот за економија и труд Маријан Ристевски на 17 овој месец најави дека од 1 јануари покрај синдикалната минимална кошница и владата ќе започне со пресметка на просечна потрошувачка кошница. Таа ќе се однесува на најмалку 4-члено семејство и ќе биде тема на разгледување на Економско-социјалниот совет закажан за 22 декември понеделник. Како што појасни Ристевски, во пресметката ќе бидат вклучени податоците од најголемите маркети во земјава, цените на основните прехранбени производи, како и трошоците неопходни за еден просечен живот. При тоа ќе се земат во предвид и регионалните разлики, а кај овошето и зеленчикот ќе се користат производи карактеристични за периодот во кој се врши пресметката.